Враќањето на стариот фонд за шуми е еден од подобрите модели за системска обнова на голини и ерозивни подрачја, но и анимирање на луѓето од руралните средини и нивно стручно усовршување за грижата за шумите, превентивно и репресивно. Ова се дел од заклучоците од проектот Еколошки прифатливи техники за намалување на ерозијата на опожарените шуми, кој изминатиот период го работеше Националното здружение на приватни сопственици на шуми со поддршка на програмата за зачувување на природата од Швајцарската агенција за развој и соработка. Како да се справиме веќе со ефектите после пожар? Ова се веќе репресивни мерки, да ги кажеме, каде на поразвиени релјефи и терени природната обнова оди многу потешко. Овдека мора да се помогне од страна на човекот. Се залагаме да за обновување на фондот за шуми како можност каде што реално на долги патеки може да се креираат програми кои што ќе бидат во функција на обновување на настрадали шумски екосистеми или подигна на нови шумски екосистеми. Штетите од пожарите во шумите се многукратни. Само во Малешевијата во изминативе 10 години изгореле над 2000 хектари шума. Штетите од пожарите се многукратни. Значи не се само директните штети, ние ги викаме директни штети, штетата врз дрвото или штетата која што се јавува на лице место. Значи тоа е пресметлива бројка. Значи единица површина, кубни метри дрво, по пазарна цена, тоа е лесно пресметливо. Но 10-кратно се поголеми штетите кои што се ги викаме општокорисните функции на шумата кои што се губат. Нови шуми во земјава се подигнати само на 10% од територијата, односно на површина од 100 до 120 000 хектари.